На гинеколошко-акушерското одделение при општата болница со проширена дејност во Кочани во средата попладне било извршено првото породување во 2024 година. При тоа се родило женско бебе. Со помош од специјалистот по гинекологија Илчо Атанасовски и акушерскиот тим од болницата Дивна Илиева и Даниела Попгеоргиева, новороденчето на свет го донесе 29-годишната Емилија Постолова од виничкото село Пекљани, на која ова и е трета рожба. Малата Бојана родена во 18 часот 45 минути, индуцирана бременост, преносена, породена спонтано, нормален пораѓај, со тежина 3300, 50 долго, пораѓајот помина со уведен тек, со нормално раѓање, нормално се пренесено во болничка соба, имате видено пациентката се осеќа супер. Јас сум сам веќе година и 2 месеца и за оваа година и 2 месеца имам 50 породувања, а само оваа година имам 35 породувања. 2022 година ја завршивме со 97 породувања. Значи, очекуваме со напори на директорката, очекуваме да дојдат од Скопје и помош од Скопје, тоа ќе биде изненадување за општа болница Кочани, пошто може да ќе дојдат и професори од Скопје, ќе се работи оператива, ќе се работи се. Бидејќи ние не престанавме 2019, крајот на 2019 година, ја работевме оперативата фул и дури после 35 години направивме 2 хистеректомии во општа болница Кочани. Тоа такава страна, па имавме проблеми со техниката, немавме персонал и немавме анестезиолошки апарат, меѓутоа сето тоа е надминато. Од општата болница нагласија дека поради недостигот од медицински кадар, минатата година имало помал број породувања, а родилките се препраќани во другите здравствени установи. Ние веќе имаме испратено 3 докторки кои што се на специализација. Истите докторки при крај на 2024 година треба да се вратат, докторки млади, полни со енергија и сме сигурни, се надеваме дека трендот на претходниот период ќе биде постигнат. Имаме ново ехо кој што ни е и донација од Американската амбасада, како и близначко ЦТГ. Генерално голем дел и од самите трудници не го знаат истото, но еви овде најавувам дека докторот си ги работи мој терминот, докторот работи амбуланта и нормално и текот на самата бременост. За неколку месеци истиот доктор ќе има појачување од доктори специјалисти кои што ќе го поткренат и овој тренд и како што и останатите одделенија не работат на високо ниво, сме сигурни дека и гинеколошко-акушерското одделение ќе биде на високо ниво. Сме покриени со сестри, во моментот имаме 8 гинеколошки сестри кои што работат во тимови заедно со во моментот единствениот гинеколог-акушер. Делегација од општина Кочани, предводена од градоначалникот Љупчо Папазов, ги посети мајката и новороденчето во Кочанската болница, при што им посака добро здравје и им врачи пригодни подароци. Малата Бојана дојде на свет, нека биде ова првиот знак за поместување на лошиот демографски тренд и во нашиот град и во државата и да очекуваме дека ќе имаме повеќе принови во нашата држава, во нашата општина, во нашата болница. На персоналот на општата болница им се заблагодарувам за грижата околу мајката и новороденчето. На Бојана им посакувам среќно детство и добро здравје и безгрижни денови во понатамошниот живот. Првиот жител на општина Кочани во 2024 година е малиот Јаков Постолов, кој се роди на 1 јануари на една од приватните клиники во Скопје.